Благодарам, председателе. Почитувана колешки, би сакал да продискутираме вака околу некои ваши наводи. Прва работа, не е фер што не прозивате дека на комисијата не сме зборувале ништо, бидејќи вие на комисијата не ни бевте. Воопшто не дојдовте на комисија. И сега нас не прозивате, ние не сте зборувале ништо. Воопшто не дојдовте. И малце сега чудно нападот кој што е адресиран на наша адреса од ваша страна. Втора работа, почитувана колешке, зборувате за закон за кој што вие се сеќавате дека вие го предлагавте, па вие зборувавте во вашата изборна кампања дека ќе имате, ќе зголемите минималната плата на 20.000, просечната ќе достигнела 34.000, тоа се ваши зборови. Врз основа на вашето законско решение и врз основа на вашата методологија е оваа минимална плата. И тогаш ние, еве конкретно јас, го критикував тоа законско решение дека ќе дојде до состојба кога тоа законско решение нема да биде доволно. Во 2022 година, она што го донесовте, а за кое што за жал синдикатот тогаш ве поддржа, во 2025 година искочи дека се одби како камен од самите луѓе, од самите работници. Тоа законско решение ги кочи. И затоа вие сега предлагате нешто друго. Меѓутоа, ние што велиме? Она што и вие го велите. Ајде да има трипартитен состанок на кој што ќе се договори едно заедничко решение. Па ние тоа цело време го велиме. Еве нека има едно заедничко решение кое што ќе произлезе од тој економски совет кој што ние ќе го поддржиме. Бидејќи ние сега не знаеме кое решение е адекватно. Од каде вие ги наоѓате 600 евра? Еве, например, Меѓународната организација на трудот вели дека минималната плата треба да биде половина од потрошувачката кошница која што е пресметана во една држава. Вие рековте во вашиот говор дека таа е 61.000 денари. Колку е тогаш минималната плата според тоа методологија која што ја зема Меѓународната организација на трудот? 600 евра ли е? Не знам, може би таа треба биде 700 евра. Може би да биде 800 евра. Ние не знаеме. И сега вие не ставате пред еден свршен чин, каде што ни барате да гласаме законско решение, кое што прво многу лошо го имате напишано. Вие ги оставате истите постулати кои што сега ни пречат и само горе имате додадено став, ама да почне од 36.900 и нешто. Мислам, како да ви кажам, и вие сте свесни дека ова што го зборувате не е така. Почитувана колешке, дајте да направиме системско решение за да во иднина не ни се јавуваат проблемите после 2 години истиот проблем да го имаме повторно. А тоа можеме да го направиме со заеднички седнување владата, работодавачите и работниците. Тоа е она што го бараме. Благодарам. Благодарам.